Најголемото средно угостителско училиште во регионот, кое што се наоѓа во Белград, ги пренасочува нивните екскурзии во трета година, овој пат во Македонија на долгорочен план, наместо бирајќи некој од западните држави. Како ти се допаѓа Македонија и што планираш да посетиш додека си тука? Па за сад ми се Македонија јако свиѓа. Македонија многу ми се допаѓа. Го посетив Скопје, центарот, а ќе го посетам и Охрид, каде ќе останам подолго. Свиѓа ми се јако све. Ми се допаѓа, преубаво е. Би дошле повторно. Сите се фини, храната е превкусна, се ми се допаѓа. Храна е преукусна. Традиционална македонска храна, која би била што тебе најмногу ти се допаѓа? Како посластичар највише сладкиши. Како слаткар најмногу ми се допаѓаат слатките, баклави, локуми и сите други македонски сладки. Македонски посластици. Мислим да измеѓу српски и македонски кухиње Мислам дека меѓу македонската и српската кујна има многу сличности, зашто се потекнува од турската кујна. Се користат слични зачини и намирници. А дали мислиш дека може да се научи многу од македонските ученици тука, што би можеле да пренесат во вашето знаење? Да, наравно. Мислам дека би требало почесто да се организираат работилници за меѓусебно запознавање на кујните на Србија и Македонија. Меѓусобне кухиње Србија и Македонија. Што можеме да им понудиме како земја и како кујна на гостите од Србија и што се ние можеме да научиме од нив? Па ние како гостителско училиште во Македонија може да им понудиме прекрасна храна, пребогата со премногу традиции. Приметуваме ли сличност помеѓу нашата храна и помеѓу српската храна? Нашата и српската храна се прилично исти. Најубаво е кај нас гравчето, кај нив е исто слично се прави. Слушам дека се правило гулаш многу убав. Што планирате по завршување на овие студии? Дали пак професионално ќе се надоградувате, дали можеби се уште ќе продолжите да студирате или пак ќе почнете со практична настава? Па, после завршувањето на средното образование, планирам да го продолжам со повисоко образование. Здравје магистар се поред како што е. Има ли многу да се научи во областа на храната? Храната едноставно, колку и практична настава да треба за храната, толку и треба и теорија да се знае, бидејќи теоријата е сепак, нели, богатството на храна, како што викаат нашите професори. Да, но гостителството е широка гранка, каде што може многу да се учи, е многу детално и многу е професионално, ако сакам да бидам. Што можеш да кажеш дека беше највпечатливо во текот на овие студии, додека учеше и што најмногу ти остави впечаток? Например, едно нешто кое што би можеш да го пренесеш на српските гости и да кажеш ова е дел од нас, ова е македонско, би сакала да го пробате, да го знаете или пак ние да го пренесеме како знаење на вас? Секако. Па јас искрено имам преубави спомени и целиот мој живот од кога се запишав тука е премногу променет со гостителството. Искрено е прекрасно се, прекрасни се коктелите, настаните кои сега ќе ги водржуваме нели со гостините од Србија. Ние учествуваме во многу проекти, така да и со други гости многу се среќаваме, во многу држави патуваме. Сметам дека македонското е стварно посебно. Едноставно Македонија и македонската храна, македонската традиција и така да мислам дека е прекрасно. Добре дојдовте и честитки на вашата соработка. Зошто ја одбравте Македонија како дестинација? Македонија ја избравме пред се за да го посетиме братското училиште Лазар Танев, а потоа ќе одиме на посета на кањонот Матка и Охридското езеро, како и градот Охрид. Се со цел да можат нашите ученици да ја запознаат вашата култура, да ги размениме искуствата и да видат нешто ново. Мило ни е што сме тука и ви благодариме на гостопримството. Како ја гледате соработката со Македонија на долгорочен план и дали мислите дека може доста да се научи од нас и секако што имале вие да ја понудите на нас? Мислам, увек може да се научи. Секогаш може нешто да се научи. Се надевам дека ќе имаме долга соработка. Неодамна започнавме со размена на наставен кадар помеѓу двете училишта, се со цел да се разменат искуствата и знаењата. На кое ниво е соработката со Средното училиште од Белград? Средното училиште од Белград, односно Угостителско-туристичката школа од Белград, соработува со нас веќе неколку години. Значи, тоа е од моментот кога ја формиравме Федерацијата на средните училишта од регионов, што се повеќе и повеќе се проширува. Прво беше само во рамки на Балканот, меѓутоа сега имаме и членки од други региони.
Сега, значи од тогаш баш почна убава соработка со сите училишта што влегува во асоциацијата и со Белградското нормално. Соработката е на повеќе нивоа, имаме размена на наставници, размена на ученици, одиме кон усогласување на програмите на двете училишта и така соработката е на повеќе нивоа. Што би можеле да им понудиме како карактеристично, традиционално македонско за нешто кое што ние би можеле да се прославиме? Еве денеска ние се потрудивме, значи колегите практичари, колегите што предаваат практична настава во нашето училиште се потрудија да направат еден убав оброк, нели, кога нашите пријатели од Белград прават пауза во Скопје, да им понудиме едно убаво дружење пред се, па потоа еден убав оброк во кој што се секако вклучени им нашите македонски традиционални јадења. Она е, веруем, на највишем нивоу икада. Соработката е на највисоко можно ниво, особено сега. Нашата установа која е лидер во регионот и е уникатен спој на образованието и на стопанството, дава полна поддршка за средното училиште Лазар Танев кон подобра иднина и кон создавање на подобри личности. Современите движења бараат комуникација, а ние таа комуникација најдобро ќе оствариме на исто ниво. Значи, средните училишта од Балканот па и од пошироко сите оние кои што се вклучени во асоциацијата, меѓусебно треба да постигнат размена на тие искуства. Правецот на ова движење е изедначување на плановите и програмите, секако тоа е стратешки интерес на федерацијата, во кој што ние ќе имаме еднакви работници во сите оние земји кои што ќе учествуваат во федерацијата. Оваа практична настава, која што ќе продолжи долгогодишно да се развива, ќе го подобри значително туризмот помеѓу овие две држави и секако ќе го зголеми братството помеѓу овие две училишта.